Негата во постоперативниот период и позитивниот однос кон болниот се исто важни колку и успешноста на самата операција, раскажува 72 годишниот Мустафа Ахмет, кој пред 5 месеци имал успешна операција во болницата Сантеплус во Истанбул. Моментот кога еден човек ќе се соочи со дијагнозата канцер е тежок, а можноста брзо да се реализира операцијата е пресудна за да се спаси животот, вели Ахмет, кој од февруари живее со едно белодробно крило. Имав на белиот дроб флека една, во амбуланта докторката Славица ми рече, че Мустафа има некоја флека, ама што е, не знам. Најдобро е да направиме една компјутерска томографија во градска. Таа томографија компјутерска ја направив, ја земавме и ќерката се консултираше и го испратила во Турска, во Истанбул. Ахмет вели дека бил пречекан со насмевка во една топла и смирувачка атмосфера. По 7-часовната операција вели дека постојано бил под надзор на медицинскиот персонал, а љубезноста била на завидно ниво. Докторите се прва класа, многу се љубезни, заинтересирани за пациентите. Бар за мене ја зборувам, за другите не знам. Секој момент само ми отвара врата, ме прашува имам ли нешто, некоја потреба. Да, така да јас сум презадоволен. Човечкиот однос и грижата влеваат утеха кај болните, особено кај луѓето кои се борат против карциномот, а негата е пресудна за успешно опоравување. Оваа болест е мачна, макотрпна и сака посветеност, љубезност. И тоа болниот го теши и другачие се осеќа. Благодарение на докторите кои му го спасиле животот и грижата на медицинскиот персонал, Ахмет денес нормално ги извршува секојдневните работи. Добро е. Сега, например, ако трчам ово, нормално се заморувам. Меѓутоа, со еден бел дроб, идеално е, добро е. 72 годишниот Ахмет е еден од 10.000 пациенти кои биле испратени во Истанбул, со задоволство потврдуваат од болницата Сантеплус. Велат дека пациентите кои се праќаат на операција во Турција се ослободени од секакви грижи во однос на организацијата и сместувањето на блиските личности кои ги придружуваат. Секојдневно добиваме писма со изразена благодарност од семејствата и пациентите кои се лекуваат во Сантеплус болниците во Турција, велат од болницата. Во последно време името Сантеплус е многу присутно во медиумите, а се појавија и негативни написи кои раководството на болницата ги оценува како тенденциозно исценирани скандали. Ги прашавме зошто станале цел на такви напади. Како групација на болници која 18 години нуди квалитетни здравствени услуги за пациенти од Турција, Балкан, арапски земји, земји од бивши Советски сојуз, како и многу европски земји, сме искрено зачудени и не можеме да сватиме која е целта на се ова. Кои се причините заради што сме тема на тенденциозно исценирани скандали? Навистина не можеме да донесеме заклучок. Сантеплус како групација на болници цврсто верува во правниот систем на Република Македонија, како и сите државни институции во Македонија за кои знаеме дека ќе застанат на страна на правдата и ќе ги заштитат странските инвеститори, подеднакво како сите останати. Успешната приказна на Сантеплус е присутна во балканските земји од 2010 година, а исто толку време балканските представништва организираат лекување во странство. Фактот дека Сантеплус е прв избор на многу јавни личности ја докажува огромната доверба кај граѓаните која ја имаат во оваа болница. Фолкирката Сани, пеачката Сара Мейс и сопругата на министерот Крешник Бектеши се само дел од јавните личности кои одлучија најважниот момент, породувањето, да го доверат во рацете на тимот на Сантеплус.